Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Предизборниот подкуп кој го планираат СДС и ДУИ е очаен потак. Ништо не ги спасува од пораз. Додека сметките на функционерите на СДС и ДУИ од месец за месец се зголемуваат, на народот му продаваат ефтини приказни за наводни антикризни мерки во вредност од 1000 денари. Математиката е едноставна, но разликата голема и срамна, а изгледа вака. Ковачевски со предвиденото покачување зема 812.800 денари повеќе на годишно ниво. Тоа се 13.500 евра повеќе. Пендаровски зема 14.400 евра повеќе со покачувањето, а исто толку зема и Талат Џафери. Тоа се над 40.000 евра или тоа се пари со кои може да се купи едно ново болничко возило. Вака некако изгледа бизарната политика на СДС и ДУИ. Тие цареви на хонорарите, народот заборавен во сиромаштија. Така наречените антикризни мерки не го решаваат проблемот. Официјалните податоци потврдуваат дека 600.000 луѓе живеат со 150 денари на ден, а тоа е секој трети македонец. Но власта и намаката на народот ја гледа како сопствена корист и сака ова да го злоупотреби. Овој потек на СДС и ДУИ е понижување за граѓаните, додека тие си делат милионски тендери и безмилосно трошат народни пари, на народот му продаваат помош од 1000 денари. Ако СДС и ДУИ се надеваат дека граѓаните имаат кратка меморија, еве прилика да ги потсетиме. Во 2020 и 2021 година говореа дека потрошиле околу 1.150 милиони од државниот буџет да помогнат на стопанството и на граѓаните. А лагата им пропадна кога Државниот завод за ревизија следната година констатираше дека помошта од страна на државата кон граѓаните и стопанството била само околу 280 милиони. Залуден е обидот на власта со иста фора втор пат. Треба да се свесни дека на нивното време забрзо доаѓа крај. Граѓаните по промената на владата ќе добијат вистински реформи кои ќе им го подобрат животниот стандард. Ви благодарам на вниманието.